Почитувани, ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе имаме можност да разговараме на сосема нова тема, која што пак се однесува за тема која со месеци наназад ја имаме тука за дебатирање, а е поврзана со мерките кои што доаѓаат поради пандемијата во светски рамки од коронавирусот, односно болеста COVID-19. Опозицијата во Собранието побара дополнително време за да ги разгледа новите построги мерки за COVID-19 и токму за тоа и разговараме со оглед на тоа дека голем дел од нив не можат да се применуваат и покрај тоа што Комисијата за заразни болести ги посочува дека треба да бидат применувани, но законските регулативи се такви со оглед на тоа дека немаме вонредна состојба и не може да се донесат уредби кои има законска сила од страна на соодветната тековна влада и токму поради тоа и би сакали да разговараме баш за она што ни представува предмет денеска. Или, веќе кога зборуваме за во однос на денешната тема, информациите велат. На денешната собраниска седница на барање на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ не се најдоа измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести по скратена постапка, кои се всушност новите построги мерки за заштита од коронавирусот. Се очекува собранието да расправа за законот на следната собраниска седница од на 27 октомври, кога се очекува на работа да се вратат и двајцата пратеници од мнозинството Лазе Танески и Исмаил Јаховски, кои беа позитивни на COVID-19. Со законските измени владата предлага да биде задолжително носењето маски на отворено, да се ограничи групирањето по 22 часот, семејните собири и одењето на гости. Предвидено е и економските активности да се одвиваат до 23 часот, а во јавниот превоз капацитетите да се намалат на 50%, односно за 50. Така што на 0260 91 924 или 925 можеме денеска да разговараме токму на оваа тема и доколку веќе имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, да, повелете, погласно речија, повелете. Вака, ова се влече многу одамна. Ти добро кажуваш твој бренд, твоја техника, во ред, ја се сложувам, ти ја давам целата техника на тебе, а ти располагај со НИП. Колку сакаш и што сакаш им прави. Ковидот, како го нарекуваш ти, што е ковид, што е корона. Затоа објаснете им на луѓево подобро да знаат. Ако не сакате да им објасните на луѓето, јас да им објаснам што е ковид и што е корона. Може ли да зборувате за темата, господине, да ве замолам? Па за темата нели сакаш да зборуваме? Па да, ама почнете веќе, бидејќи за корона и што е и како е и зошто е, се зборува од февруари наваму. Сметам дека доволно луѓето знаат, така што кажете мислење во однос на опозицијата и незиното барање за подолго време за одлучување. Па вака, опозицијата добро рече за подолго да се ова среди работала, а јас ќе средам работела во 3 потега. Турците, албанците и ромите да се договорат дали македонците ќе живеат во оваа држава. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Гледате зошто ви потенцирав да зборувате на темата, бидејќи веќе знам голем дел од јавувањата кон што можат да целат и да водат. Темата се однесува на барањето на опозицијата за дополнително време за да се разгледаат новите построги мерки за COVID-19 и крај на приказната. Толку завршува тука муабетот. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Овака, сакам да напоменам на Балканска Ошница, мистер Огнен, вика дека во Франција Сенатот ги укинал построгите мерки. Нема она мрдање и измрдување. Не е законски и крај. Сушто едно и во Германија Врховниот суд такоđер ги укинал овие мерките. Не може вика да му навлегуваш ти во основните човекови права на човечанството, да речеме, на човекот. Или малку жаргонски изборувам. Да ова става маски, не знам газ маски, не знам шо, него излегување во толку час. Умре економијата, умре, луѓе ќе умреме за јадење, не од болест.
ќе нема папо, лепче ќе нема. Ќе се затвори се, ќе нема индустрија и што правиме после? Еден, двајца, ако умрат или тројца од ковидот, па 30% смртност имаше од вариола вера и тие работи, што ти ја знаме, онако. Не можете да ги споредувате двете болести, затоа што се неспоредливи. Добро, господине. Него зборот ми е, која е смртноста на мозочен удар, на срчеви удар и тоа ги излечи, ги искорени овај ковид гелиц. Дали ги искорени? Значи, нема сега смртни удари од срцепарајучи болести, од мозочни удари, не. Имаше пред 4 дена, господине, смртен случај поради срцев удар. Сега, ако ќе ги водат мерките, нема да имаат шанса ни да се дознае од што умрен. А уште ако влева полицијата внатре, сега ќе се одредат кои групи на луѓе ќе се ризични и тие под мишка, ќе прета, ќе го подигнат повисоко и не може ни да прета и ќе го однесат. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и посакувам убав ден. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Благодарам. Па со овие владетели и со оваа опозиција, мислам дека само народот може да го снема. Инаку едни прават играчки, промовираат закони, промовираат мерки, промовираат платформи. Меѓутоа, сето таа промоција се сведе на промоција на тиранската платформа, ништо друго. А овие, па што се прават опозиција, и овие се ни такви деца, може и подруги зборови, меѓутоа ќе ги речам само обични деца закажлавени, така што само знаат да кукаат на ова, на кога прават пресконференции. Те овие не чинеле, те оние не чинеле, те ова правеле, овие те она правеле, тие. Па спречете го, ако веќе се гледа дека овие прачкаат, уништуваат, продаваат историја, економија, се уништуваат, со здравство за никаде, со се за никаде, па зошто не ги спречите? Излегуваат на улица, протестираат нешто, зошто за струјата, за ова, за она, што им тетне напишат за протести. Протест се знае, ако нешто не е добро, народе, сами не можеме, земете стапове, појдете во Скопје на центарот, да почнеме да одиме во правец за спас на Македонија. И господине, ја знаете ли темата? Сета таа тема е поврзана со COVID. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Доколку имаме некој на линија, тогаш би можеле да одиме со вклучување. Во однос на гледачот кој што зборуваше за мерките во Франција, чисто само да посочам дека на улиците на Париз и уште 8 француски градови од саботата вечерта, зборувам сега за минатата сабота, останаа пусти откако на сила стапи полицискиот час поради ширењето на коронавирусот, а нови мерки воведуваат и другите држави во Европа. Целта на контраверзните мерки, како што ги нарекуваат таму, е борба против ширењето на коронавирусот во Франција, едно од најголемите жаришта на заразата во Европа. Француското министерство за здравство во саботата извести за 32.427 нови случаи дневно на корона инфекции, откако во петокот беа регистрирани 25.086. Севкупниот број заразени од почетокот на епидемијата на коронавирусот во Франција сега изнесува 867.197 жители со 33.392 смртни исхода, со новите 90 потврдени во петокот. Полицискиот час секојдневно ќе биде на сила еден месец во Франција. Се однесува на околу 20 милиони жители во градовите Париз, Марсеј, Лион, Лил и Тулуз. Полицискиот час трае од 21 часот навечер до 6 часот наутро. Председателот Макрон истакнува дека целта на мерките е намалување на ризикот од преголемиот притисок врз болничкиот систем. Иако грижата за економските последици е исклучително голема од оваа одлука и се предупредува дека е сигурно и тие ќе доведат до губење на работните места. Добар ден. Здраво, Оген. Да, повелете. Те поздравувам многу. Благодарам, поздрав. Да. Повелете. Опозицијата многу бара. Не можам тетка такова да зборам, дека од болеста сум потечена. Опозицијата многу бара. Многу. Страмо за тоа што го прават тоа, народот го дживкат. Јас сум секоја недела горе на клиника. Малку темата и толку само да завршам. Не, нема да биде малку. Ве молам, држете се до темата. Ако само тоа го кажам, јас сум секоја недела горе. Добро. Ој да видиш с краја да така да снимате како се права стариот клинички центар.
една шака песок не ставија. Ајте, поздравувам и Благодарам пријатно, за јавувањето, пријатно, солесно нека вие за здравувањето. Следна линија, повелете. Огнен, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. Вака, опозицијата бара дополнително време за разгледување. Опозицијата уште еднаш си кажува дека е апсолутно безидејна, конфузна. Впрочем, и на една друга телевизија вчера представникот нивната партија упорно бегаше од прашањето дали имате конкретни мерки за да ги кажете, за да може да бидат присвоени или не присвоени, односно прифатени или не прифатени од власта. Нема таков одговор. Има само чекање да видиме што ќе се случува, опозицијава ќе си стои на страна, позицијата да си сноси секаква одговорност. И сега доаѓаме до две апсурдни работи кои што може да се случат. Или, бидејќи Вело Марковски од нивната партија, од опозицијава, кажува дека не постои коронавирус, тоа е обичен грип, ништо нема да се случи, не знам што како. Или тие ќе чекаат сега да се преполнат болниците, не прифаќајќи ги мерките, или ќе ги прифатат мерките, или ќе останат индолентни и ќе речат, сега човековите права се загрозени. Убаво го посочи примерот со Франција, гледате што се спрема сега во Германија, погледнете го повикот на власта во Ирска, 2 недели сите граѓани ги повикува да седат дома, за да се намали и таму бројот, бидејќи експанзија голема е, а ние овдека упорно се бориме опозицијава да ја вклучиме во процес да на било кој начин придонесе за да се намали овој вирус, ширењето на овој вирус кај нас. Мислам дека опозицијата нити и треба дополнително време, нити ќе разгледа нешто, таа како и секогаш до сега само ќе опонира, ќе оспорува и на било кој начин ќе гледа да ја девалвира власта и да ја злоупотреби оваа пандемија светска на штета на власта за да придобие глас повеќе. Не и чини тоа, напротив, губи многу во рейтингот, бидејќи никакви предлози не дава со што може и како може да се намали вирусот. Наспроти тоа, повторно ќе кажам и завршувам, оној нивен представник кажува дека тој е обичен грип. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па јас мислам дека опозицијата не е во право. И конечно дојдовме во фаза каде што не ни треба опозиција. Мислам, тоа е како вредни европски демократски дострел. Така да во тој правец можем да ја одведам дискусијата, да стварно не ни е потребна опозиција и го поддржувам нашето мудро северно раководство. Да сега се што напре, ама се ја поводе целта. Алалдално е. Од сите мерки, па намалени зарази, па карантини, па дали имало селективна или неселективна примена на мерките. Ама се баш погоди како што треба. А поготово пак економскиот одраз на здравствените мерки, па тоа е врв. Мислам, одувало поубаво. Затоа нема потреба од опозиција. Супер, нека си терат како што се уште поќе треба вака да терат и да видам дека ќе да терат. Благодарам. Тоа би било се? Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, Огнен. Повелете. Поздрав од стален гледач. Благодарам, повелете. Јас не знам што да кажам. Некој гледам на телевизија Кина 6 души има новозаразени во еден град и сите 9 милиона колку што живеат во тој град се проверавани. Добро ќе кажеме, ние немаме толку финанси да работиме таа работа. Меѓутоа, многу пати сум рекол, зошто еден не се јави преку нивната амбасада кинеска што е овде, па да добие некој совет. Кина, знаете, кај нив во Бухан испадна болеста и толку букна, што имаше, ми се чини, во почетокот највише заболени. И ја сведе на минимум. На минимум дури на нула. Во Бухан нула беше едно време. Да. А нели може некој совет, нивни што ќе ни даат, а верувам дека ќе ни даат, да примениме овде. А и ние, ако не иде тоа, тогаш ќе се молиме на Господа и ќе чекаме вакцина некоја. А ние се препукаваме, се гледа кој е од една, кој е од друга страна, политички ривалства, па и
да се стави тема на разговор фаќање муви, пак ќе почнеме со политика. Ова нема крај. Јас мислам дека, другари, и парите што ги кружиме од рака на рака се фактор за зараза. А немојте да се препукавате политички ако се работи за болест. Предложете нешто или па ќутите. Биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, дали имаме некој, повелете? Добар ден. Добар ден. Доколку се слушаме со некој, одиме со вклучување, повелете. Добар ден. По Франција и Белгија, Словенија е третата земја од Европската Унија, која од вечер воведува полициски час во обид да се спречи ширењето на коронавирусот. Општата забрана за движење ќе биде на сила од 21 до 6 часот и нема да важи само за оние кои одат на работа и за итни случаи. Локалните медиуми велат дека ова е прв пат во Словенија да се воведува полициски час од италијанската окупација во Втората светска војна. Словенечката влада вчера прогласи 30-дневна епидемија во земјата и донесе други рестриктивни мерки, при што се забрануваат сите собири со повеќе од 6 лица, како и сите јавни настани, венчавки и верски церемонии. Забранети се и сите несуштински патувања надвор од местото на живеење. Словенечките здравствени власти проценуваат дека 1% од населението е заразен со коронавирусот, при што денеска се потврдени 794 нови случаи во Словенија, која беше една од малкуте земји во Европа која минуваше многу добро до пред месец и пол. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, многу поздрав, господин Благодарам. Огнен. Поздрав, повелете. А ти ду на телефон. Поздрав до вас, повелете. Вака сега. Да ви кажам, многу е непримерно да се политизираат работи кои не зависат ни од еден ни од друг, туку тие што се овластени, ревностни, лојални органи, институции, кои си ја знаат својата работа и се компетентни. И тоа мерките ако решат да се поощрени, нека биде така. Ние не сме тие што ќе треба да ги сопреме. Не е тоа во ред. Не е добро, затоа што има пандемијата се шири, сега кој како си е сваќа, тоа е индивидуална работа. Така. Тоа би било се? Па сега сакав уште нешто да кажам, ама се заборај. Имате Ама уште... многу ве поздравувам. Да, и јас ве поздравувам. И не е пристојно да речам ве обожувам, ама многу ве сакам. Благодарам многу. Ајде, до гледање. Пријатно до гледање. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Па опозицијата бара, не знам што бараат, на оваа пандемија сега, тие креваат некои си гужви, бараат нешто што не знаат што бараат и ги вадат луѓето на улица. Сте видели ли колку луѓе од нив маски носат, кои скачаат на тоа демонстрации против поскапување на струја. Усвари бараат да има за што да искачат. Нека земете господинот Мицкоски, нека ги откачи малце. Да поминува, па нека демонстрира после колку сака. Сега, сметам, не е време. Ни еден маски не носи, или тек тук гужва еден до друг, што е нормално. Па што бараат кога онија шират пандемијата тука? Си делат еден со друг. Тоа нека се подразмислат, друго нема што да бараат. Благодарам, до гледање. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. На ваква опозиција, која и треба дополнително време, значи нема доволно визија за работите, не се во текст со работите, не се во текст со пандемијата, нека си седат, нека си ќутат, пошто на тие што им треба дополнително време, одат на дополнителни часови. Власта нека прогласи вонредна состојба, па нека си ги носи мерките како што предлагат здравствените власти. А не да чекаме од некоја си опозиција што нема мозок.
Фала. Добро, благодарам за јавувањето, без само такви квалификации, бидејќи не е во ред. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте, повелете. Само да намалам Ајде. лидер да не се телефони. Добро. Право да прашам за какви мерки вака се предлага? Молам? За кои мерки се предлагаат, например, да се донесат? Мислите кои мерки сега се бараат да се воведат? Да. Со законските измени, владата предлага да биде задолжено носењето маски на отворено за секого, да се ограничи групирањето после 22 часот, а да се ограничат и семејните собири и одењето на гости. Предвидено е и економските активности да се одвиваат до 23 часот, а во јавниот превоз капацитетите да се намалат за 50%. Па сега, вака. Јас мислам дека тие мерки се шија меѓу ѓуро. Треба да се со тие мерки ништо не се добива. Треба да се направи карантин, макар од 8 часот на вечер, па до 18 па да се види што. Иначе без тоа нема спас. Значи сме многу лоша економска состојба, ќе станеме први во Европа. Еве Словенија веќе во карантин воведа. Значи тие мерки се ништо. Што ги воведа владата, ништо нема да помогне, мислам. Без карантин нема спас, јас така мислам. Барем на вечер од 8 часот па на дење, па се види што ќе биде. Иначе после без голем карантин нема да мора спаси, ќе мора да водат големи карантини. И сега сад по економија, јас така мислам. Ме разбравте се или да повторам? Не, за карантинот зборувавте и Словенија ја зедовте за Да, пример. Словенија карантин се обедува, баш се слушам новести. Обедува карантин се до ден вет. Без карантин нема спас, барем од 8 сат да стават. Овие мерки се ништо. Тоа сакам да кажам, нема помогнат ништо. Добро. Тоа мислам. Тоа би било се? Да, тоа би било се. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Опозицијата побара дополнително време. Па, кај беше опозицијата? За овие мерки се говори неколку дена. Па ние обичните граѓани разбравме, а на опозицијата тој е должност да контролира што говори владата и какви закони предложува. Ако досега тие не разбра што значи овој закон, овие мерки за справување со ковид во овој момент што ги носи владата, ако досега не ги разбра, кога ќе ноќеска ќе ги расправаат. Сега кога ќе искочат со возилата на улица, а утре ќе протестираат за загадено Скопје. Па тие возила, нели сиромаштија во Македонија? Тие возила, чие гориво ќе трошат? Кој возник ќе загадуваат? Значи, овде има, како да кажам, демагогија, невидена демагогија. Ние бараме, ама не сакаме ништо да кажеме како треба да биде, само да упропастиме државава да не може да функционира. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Во последните 24 часа во Србија 326 лица од 7242 теста се позитивни. А според последните податоци на Министерството, 25 лица се на респиратор, со тоа што Србија влегува во црвената зона со над 30 заразени на 100.000 жители, а проценките се дека за 7 до 10 дена Србија би можела да биде во виолетовата зона со над 50 заразени на 100.000 жители. Добар ден! Добар ден! Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав, повелете. Огнен, мислам, ја пратиш ситуацијата од почетокот, така, со COVID-от. Ја пратиш цела политичка работа што се случува. Многу добро си запознат, зато се јави. Значи, опозицијата, не треба, јас не сум политичка, мислам и ти со политика не се не те интересира. Значи, зато и се јави дека не си политички многу. Опозицијата, што ќе допринесе сега со ова дополнително време? Дали ни треба дополнително време или хитни мерки? Значи, не е добро ни за оние што гласа против, ни за оние што гласа за. Значи, опозицијата, со опозицијата, кога се работи, за да го слуша вчера некој, беше на телевизија некој од опозицијата, ќе се усогласиле, се усогласиле, 100 пати му рече новинарката, дали ќе се сложите, ќе се сложиме, ќе во 10 сати имаме координација, денеска пак поваруваат дополнително време. Значи, само обструкции прават од почетокот на кризата. Те со собранието немало, имало, те вакате така. Значи, пак продолжуваат со дополнително време. Што ќе допринесе тоа дополнително време? Да се заразат цело опозиција? Или позиција? Или што ќе цело собрание да не работи пак? Значи, ова бара хитно. Значи, до опозицијата, хитно да се сложат со опозицијата ради оваа пандемија. Нема чекање тука. Значи, 9 месеци, ако не научиеш што е COVID,
Па не знам, мене вика, а дуне се зараза, тогаш да видиш дуне легна по креветите. Па не знам, што се случило е страшно нешто. Би благодарам ако допринесов нешто да биде добро. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Веќе споменав значи за Франција, за Словенија, за Србија, еве што се однесува да речеме до источниот сосед. Цитирам, маските да станат задолжителни и на отворено, завршен цитат. Овој предлог беше даден од главниот државен здравствен инспектор Ангел Кунчев, кој беше поддржан и од министерот за здравство на соседна Република Бугарија, професор Костадин Ангелов. Веста дојде по двочасовниот видеоразговор помеѓу бугарскиот министер, заменик министерот Бојко Пенков, експерти од Министерството за здравство и членови на стручните совети за епидемиологија и инфективни болести. Меѓу дискутираните теми беа и времетраењето на карантинот, воведувањето на дополнителни антиепидемиски мерки, зајакнувањето на здравствената контрола преку чести инспекции, како и за критериумите за хоспитализација на пациентите. За време на состаноците во земјата, колегите од сите структури ја изразуваат својата загриженост поврзана со зголемувањето на смртноста и инсистираат на построга контрола и воведување маски на отворено, изјави бугарскиот министер. Добар ден. Дали имаме некој на следната линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Доколку се слушаме со некој, може да одиме со вклучување. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Вака опозицијата бара дополнително време. Па нормално дека ќе барат дополнително време опозицијата. Тие немаат нели ограничен мозок, така да нив им треба дополнително време за да ги разгледат тие работи. Они се нели контраши само се некои луѓе со ограничен капацитет. Луѓе со ограничен капацитет мора дополнително време да имат за да ги разберат тие построги мерки, пошто тие, нели, мора да им се дозволи на нив тоа. Само да се правило некакви, значи, негативности, само да се правило некои кочења, само да се правило некои, не знам, тие не мислат на доброто на народот во оваа држава. Тие си мислат само за нивните интереси, и само да се одело контра, само да се гледало негативности, само да се гледало нивните интереси и немам зборови. Тоа се катастрофа од луѓе. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Оно што изумив да ви го споделам се статистиките за соседна Бугарија, каде што се вели дека во последните 24 часа во Бугарија се потврдени 1024 нови случаи на коронавирус, што е највисок дневен биланс од почетокот на епидемијата, вели во објавата Министерството за здравство на Бугарија. Во изминатиот ден биле тестирани 4406 примероци. Денешниот биланс е за 629 нови случаи повисок од претходниот ден, пренесува БТА. Најголем број на новоинфицирани лица има во Софија, 292. Од последниот пресек уште 18 лица во Бугарија починале. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Поздрав до екипата на 24 телевизија и до сите редовни Благодарам, гледачи. поздрав. Моето размислување е следново. Подхитно владата да прогласи полициски час, бидејќи ситуацијата со коронавирусот е страшна во нашава земја. А друго, ете што се случува сега. Кога јас пред да се одржат предвремените избори ви се јавував и зборував, не треба предвремени избори. Еве сега бумерангот се враќа. Немаат доволно гласови да ги изгласаат овие мерки и сега опозицијата им прави обструкција. Тоа е нормално. Они се борат да не може да функционира оваа влада. Тоа е легитимно нивно право. Но да се почекаше или пак да се формираше некаква експертска влада, да поминеше оваа ковид криза, па 2021 после нова година да се одржаа предвремени парламентарни избори, резултатите ќе беа подобри и ќе добиеше СДСМ повеќе пратеници и немаше до ова да дојде. Сега немаат доволно гласови и не можат кворум да обезбедат и затоа ќе се случува ова и ова собрание нема да биде продуктивно. А во Македонија најхитно е потребен полициски час, бидејќи Словенија прогласи полициски час, Париз е под полициски час. Значи сите
стабилни држави си ја сваќаат сериозно работата и си воведуваат полициски часови. Бидејќи ова е страшна работа. Вчера имавме 12 починати. Ни опозиција, ни власт нека не се расправаат. Во прашање се животите на граѓаните на нашата земја, нека не се играат играчки, бидејќи нивке им се врати како бумеранг тоа. Да знаат. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Добар ден. Добро, одиме тогаш со следната линија. Добар ден, дали имаме некој на линија? Добар дан. Да, повелете. Па овако, ми сад смо тукли едно Турчина и признало што значи онлайн. 10 гигабајти. Па ево вам све се зна. Причај сада ти таму у вашем студију. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, господине. Ве молам следниот пат да ми се обратите на момент на јазик на кој што ќе го разбирам и се разбира да ми кажете дали ќе зборувате за темата или не, затоа што ако не зборувате. Добар ден. Добро, одиме со следната линија. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе и до телевизија 24. Благодарам, повелете. Искам да ви кажам јас. Гледам некои работи кои што на некои функционери во држава не му е се битни граѓаните на Република Северна Македонија. Ја не знам за кого работи таа опозиција. Не е битно како партија. Сега во оваа ситуација треба да се здружат позиција опозиција за да може да се намали трендот на зголемување на COVID-19. А не сега тие на некој начин сами со себе против своите гласачи што ги имаат 300.000 водат антикампања. Зошто? Па не се заразува само на гласачите на СДСМ, но се заразува цела Македонија. Јас си ги прашам денески кои ќе да протестира, па на секој 10 ти не носи маска. Еве када ковидот кај се издигнува. Јас тука ќе ги повикам и од владата на Република Северна Македонија подхитно да ги забрани тие демонстранти, тие протестанти што протестираат. Во ситуација на ковид не може некој да прави поголеми работи од она што се предвидени. Во Комисијата за заразни болести кажува повеќе од 4 души да не се дружат и да се држи дистанца. Ја не ми е јасно мене. Искам да ви кажам, јас сум човек кој работел по тие институции државни ова е срамота за Македонија што некој ќе го слушни и ќе го види. Христијан Мицкоски на чело со својата банда прави контра Комисијата за заразни болести. И искам да ви кажам, тоа е кривично дело, да се разбереме. Тука треба да се позанимава и обвинителството да види какви се на недобри работи се прават од страна на опозицијата, а не сега ќе се надвикуваме во собрание и така натаму. Ви замолувам да се освестат наци да донесат онака мерка како што треба во собранието. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, истече времето, следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, ве слушам, повелете. Вас и вашата телевизија. Благодарам, повелете. Иако не знам што не е јасна ситуацијава. Ние со 8 оделење и малите деца ја сватија ситуацијата колку е сериозна. Толку фино ни кажувавте на телевизија, па и да не знаеме да пишуваме, се ни кажувавте со слика, со луѓе што преживееле, како е случајот. Не знам зошто не е јасна на опозицијата колку е сериозна оваа работа. Ние простите свативме, маленките деца од 2 години сватија, а тие не можат да ја сватат ситуацијата. И упорно протести, друго, трето, само да ја ситуацијата посложена, да не можеме да се снајдеме во овој свет. Не знам што им е. Тие се научени само на насилство и ништо друго. Огнен се поздравувам, вас и вашата телевизија. Сите објаснувате со слики и со зборови, па да сме прости, да не знаеме да пишуваме, ќе сватиме
стои и како е ситуацијата. Пријатно, Огнен, и многу поздрав до вас и до вашата телевизија. Благодарам, пријатно, ви посакувам убав ден. Што се однесува до статистиките кои што ги работи, статистичките податоци кои ги работи Институтот за јавно здравје на Македонија за состојбата со COVID-19 во нашата земја од изминатата недела, се вели дека тестирани се вкупно 13.213 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Незначително зголемување во однос на минатата недела во однос на бројот на тестови. Регистрирани се 2676 нови позитивни случаи од 34 града во државата од минатата недела, со зголемување од 19,3% во однос на претходната. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи, но најзастапена возрастна група на лица е на возраст од 30 до 39 години, или со 2,9% застапеност. Голем број на заболени лица се регистрира и кај лицата во возрастните групи од 40 до 49, 20 до 29, над 60 и 50 до 59. Најмал број е регистриран кај децата од 0 до 9 години и 10 до 19 години. Но, пријавени се и 49 смртни случаи од 16 града, со зголемување од 58,1% во однос на претходната недела. Во однос на возраста, 38 лица биле над 60 години, 9 лица на возраст од 50 до 59, 2 смртни случаја се пријавени од возрастната група помеѓу 40 и 49 години. Коморбидитети се регистрирани кај 35 лица. Значи од 49, 35 лица имаат дополнителни други здравствени состојби, 14 се сметаат за исклучиво со корона. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Целиот свет се бори да најде начин некој да се спаси од ова чудо што се појави у 21. век. А ние кај нас не можеме да се сложиме еден со друг што е како е. Им требало време да проучат што е. Толку се тие ќе проучуваат, па нели имаат тамо специјалистите, имаат еден нов сега епидемиолог познат. Денеска го читаме на социјалните мрежи дека ПЦР тестовите не биле џабе пари се давани, ова не е ковид, ова е нешто друго, че излезе дека е грип и сега ова опозиција утре че излезе, ова не е ковид, ова грип, нема да се припатат мерки. Па и до тоа може да дојде. Па ги гледате какви се ги гледат. Гледам на социјалните мрежи таа некоја комисија кај нив, екипа некоја направена да се смени Пилипче. 30 души поредени, како да не кажем како што, без маски насмеани, устата до ушите позади. И од нив очекувате нешто. Тие не сакаат да постои држава, сватете го. Оној бегаленцон таму им дава наредби, вака ќе правите крај. И крај. Завршена е приказна. Не сака да постои оваа држава. Тие се гледаат ако се разболе некој. Ако има умрени, се ириджи се. Не знаат друго што оставка овој мапијаши, криминалци се. А нивниот криминалец милиони 300 евра си заминал. Да се задржиме на темата, ќе молам. У реду, тоа е. На темата да се задржиме. Кажам на темата доволно. Добро, благодарам тогаш за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Значи, го читам, еве денешната тема ја читам и можам само еден заклучок да дадам. Ајде. Значи, нашата опозиција реално не си ја сватила позицијата. Дека треба да биде коректив на власта, а не кочничар. Во моментот таа е кочничар на едни одлуки кои што се за доброто на здравјето на сите граѓани. И токму поради тоа еве ќе упатаме еден апел до сите граѓани да не чекаме да се свести нашата опозиција. Сите ние секојдневно ги слушаме препораките на Комисијата за заштита од заразни болести и да ги почитуваме. Да носиме маска и на отворено, да не се групираме, да не чекаме да се свести пратениците, а за тие пратеници треба да се запрашаме дали ги заслужуваат големите плати кои ги взимаат од граѓаните за чие што здравје во моментот тие не мислат.
Значи, сведоци сме дека богатите држави, големите држави, со силни здравствени системи, паднаа на колена од оваа пандемија. И тие, еве, Франција, Белгија, еве сега и Словенија. Секогаш пример ја земам Словенија како држава со која што имавме заедничко минато. Значи, прв пат после Втората светска војна прогласува, воведува политички час. На нашата опозиција и треба време. Зошто и треба време? За да собира поени, но на многу мизерен начин. Така да поентира со здравието на граѓаните. И ова нивно собирање, протести, собири, срамота е. И тие што одат на тие протести треба да се замислат. Дека еден ден ќе се заразат и да се прашат кој ќе ги лекува. Болниците се преполни. И пак ќе кажам, апел до граѓаните, ние сами да се однесуваме свесно, совесно и разумно, да си ги почитуваме препораките на комисијата која е најкомпетентна во моментот, а опозицијата нека си стави прст на глава и тие кои што поддржуваат такви пратеници кои работат директно против нивното здравје. Ви благодарам. Поздрав од мене и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Аргентина е 6-та држава од светски рамки гледано, која што надмина 1 милион заразени во рамки на популацијата на својата територија, заразени со коронавирусот. 6 држави имаат над 1 милион, и тоа Соединетите Американски држави се први, зборувам за статистички податоци кои што се до пред 10 минути. Соединетите Американски држави имаат 8 милиони 462.357 заразени вкупно. Индија е втора со 7 милиони 603.003 случаи. Бразил има 5 милиони 251.127 случаи. Русија е четврта и прва од Европа, која што има 1 милион 431.635. Шпанија е втора, петта, но втора во Европа, со 1 милион 15.795 случаи, и Аргентина е втора од Јужна Америка, која што, но шеста во светски рамки, која што сега има 1 милион 2.662 случаја. Во однос на смртноста се уште предничат Соединетите Американски држави со 225.325 лица кои се починати до пред 10 минути. Добар ден. Решете на вклучи, имам среќа да кажам, само што ми дали втор пат пушате гледачи, не знам. Само една реченица да кажам, пошто се чудам на гледачи, што кажа. Дали пушате гледачи по два пати? Господине, веќе зборувавте, така што да оставиме простор на некој кој што не успеал да се јави. Ало? Да, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ви посакувам убав ден. Благодарам и јас вам. Бидејќи сум јас прилепчанка, ве поздравувам дупло. Благодарам. Да, двојно враќам, повелете. Опозицијата побара дополнително време. Јас не знам какво време бара опозицијата. Прво да се преслуша треба за тие протести кои ги прави, бидејќи наводно кажува дека со коли одат, меѓутоа од колите излегуваат и половина се без маски, пола се со маски. Значи, прво тие прават големи грешки. Не им треба време, него навистина треба и тие да застанат исто како со владата мерките, а не да прават опозиција каде што не треба да бидат. Значи, треба сите да сме единствени. Не можеме ние да бараме од некој да не почитува од надвор, а тука ние не ги почитуваме мерките. Воопшто тоа не го оправдувам. Апсолутно. Значи, сега треба, јас не можам да отидам на доктор, имам закажано да се плашам од тие кои што не знам каде ќе одат се, а не носат маски. Нити дистанца. Значи, тие се еден до друг на тие протести. Подхитно треба да се забранат секакви протести, секакви дружења од 20, до 4. Јас ви благодарам и посакувам убаво здравје на сите во 24. Благодарам и јас вам исто така ви посакувам добро здравје. Геополитички гледано, вклучувајќи ги тука Турција и Романија во однос на Балканскиот полуостров, Турција е прва на Балканскиот полуостров со без последното денонокие до сега вкупно 349.519 случаи. Но веднаш зад неа е Романија, која што пак има 186.254, вклучувајќи ги и тие 3.400 во последните 24 часа на ново заразени. Но што се однесува конкретно во делот на бројките кој има највисока бројка на пријавени случаи кои што се на Балканскиот полуостров од земјите досега, тоа е Србија,
и Србија има 36.608 со денешните 326, а зад неа е Босна и Херцеговина со 35.389, но галопира кон Србија многу брзо и статистичарите очекуваат да ја надмине за брзо, затоа што кај неа пак над 600 постојано се бројките на новозаразени, а денеска има 728. Потоа е Бугарија со 30.000, па Хрватска со 26, над 26.000, Грција над 25.000, па дури после сме ние со 23.000. Добар ден. Поздрав, Огнен Николче Петерски од Кичево. Поздрав, Николче, повелете. Благодарам. Во однос на темата, прво, претходната госпоѓа потполно ја поддржувам за низите коментари и тука сум јас во близина. И јас се прашувам, опозицијата поправа дополнителни мерки за да ги разгледа новите построги мерки за COVID-19. Јас не знам со какво лице бараат, кога во овој момент секој еден е потребен да помогне до државата и без разлика на која националност, која партија припаѓа, значи да се ова пандемија најде начин како се да се надвладее. Значи, ако се носат мерки од страна владата, кои се во интерес на сите нас, треба тие да ги прифатат и да ги почитуваат. За жал, кај нив е обратно. Тие можда не би рекол, али тука се гордеат кога ќе чујат од другата страна има заборни луѓе. Значи, уопшто во самите себе во партијата, значи прават само штета и на државата и на граѓаните. И сметам дека конечно Мицковски треба да размисли со неговата партија да ги поддржат сите мерки кои ќе ги донесе таа комисијата од страна на медицината и владата, за да се спаси овој народ, а не да организираат митинзи од кои од 500 души, 300 души се позади без маски. Значи, сите ги знаеме дека Скопје е лидер на COVID-19, така речено, со тие свадби, со тие што одат на протести и ред други работи што ги почитуваат тие мерки кои се препорачани од страна на комисијата. Јас би препорачал на комисијата сите оние кои ги почитуваат да бидат лечени на време, а сите оние кои не ги почитуваат и кои со намера прават такви работи кои се штетни и за народот и за све, кои ќе се заболат, треба да ги остават на листа на чекање. Па тогаш ќе се свести секој еден дали да треба да ги почитува мерките или не, затоа што гледаме колку што. Истече времето, благодарам за јавувањето и последното јавување во текот на следните 2 минути. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. На линија... Да, вие сте, повелете. Да. Молам? На линија законот непријател на ВМРО. Добро. Колку време му треба ни за расправа? Дај, нека си работи Комисијата за здравство, сите се вистински професионалци, доктори со педигре, што велиме, со стаж. Кои се тие да разгледале таму можностите? Нека си тера владата и комисијата, по нивно нема што да барат од нив. Тие се сикат кога ќе има поголем број на заболени, за после да критикуваат. Ако чекаме ние од нив, дај нека излезат, нека кажат кој е леко за да се запри ова пандемија. Ама леко е заразата се тие што се збираат како коледари да протести онде. Тоа е истината. Чистата истината е. Сите без маски и протестираат таму. Тоа е Огнен. Пријатно довидување, Злато. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Тоа беше последното јавување режија во ова издание на емисијата. Она што за крај можам да го кажам е дека во однос на статистичките податоци кои доаѓаат од Институтот за јавно здравје за минатата недела, споредбено со неделата пред тоа, се вели дека во однос на симптомите, и ова е многу важно да го повторам, затоа што и самите симптоми најчести ги кажува кај нас. Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура кај 66,9% од заболените, малаксаност од 42,6%, кашлица, но внимавајте, таа треба да е сува, од 38,8%, главоболка 17,1%, болка в грло 15,9%, треска 12,3%, ослабено чувство за мирис или за вкус 12,2% од заболените,
мускулна болка 10,5% и отежнато дишење 10,3%. Најчестите кои што ги пријавуваат заболените лица кај нас се температура, малаксаност и сува кашлица. Благодарам за јавувањата. Останете со телевизија 24, деталите околу денешните случувања токму на оваа тема која што ја разговаравме следуваат во Дневникот во 17 часот. И јас ве поздравувам, пријатно. Thank you.